Целокупната јавност во земјава, во Европа, па и пошироко, ја следи актуелната состојба во Република Македонија, сите случувања и сите докази што откриваат огромни и незапаметени злосторства од страна на една власт, како што тоа го правела во овој случај власта на Никола Груевски. Стана јасно кои се виновниците за 9-годишното чмаење на државата, дека Македонија и нејзините граѓани се заложници на тесна група, која што владее за личен интерес на Груевски и неговата криминална дружина. Да се случеше ова во било која друга земја, макар и со минимум демократија, комплетната власт ќе си дадеше оставка, ќе се извинеше на граѓаните и ќе се повлечеше од политичкиот живот. Но тоа може да го сторат само доблесни луѓе, кои имаат минимум, совест и морал. Груевски не само што не е таков човек, туку тој, за да ја спаси сопствената кожа, како што може да се увериме, продолжува најдрско да лаже, да манипулира, па дури се осмелува и да се заканува. Тој најде да зборува за повикување на одговорност и да се заканува. Тој Груевски, кој со неговите неколкумина соработници, здружено, исклучиво за лични цели и интереси, кршел устав, закони, се изживувал врз луѓе и судбини. Сега врти низ Македонија, играјки на две карти. Со молби, како што вели, не сум јас таков, стекнав искуство, дајте нова шанса, и со закани, ако ова за што моли, не му биде прифатено. А не му поминува, многу добро знае самиот. Не сака да разбере Груевски дека нема повеќе ни верба, ни доверба народот во него. Поради се што им правел на граѓаните на Македонија и на уште над 450.000 луѓе кои поради неговите политики и злоби морале да се ја напуштат родната грудка. Му остана само изнудената подршка од оние кои зависат за парче леп и оние кои имаат финансиски интерес од неговото обстојување. Ние ветивме дека на Никола Груевски повеќе нема да му дозволиме ниту да го лаже народот, ниту да манипулира со граѓаните, ниту да краде, дека ќе го разголиме во целост неговото вистинско, сурово и криминално однесување. Ке слушнете денеска конкретно како Груевски лаже за скандалите што се обиде токму тој да ги негира. Еве во ова соопштение, зад кое се сокри Груевски од граѓаните, тој се осмели да демантира дека немал градежни парцели и имот за кои што граѓаните не знаеле. Се што имал било во неговиот анкетен лист. Тоа е соопштението лиферувано преку владата. Денеска ќе објавиме разговори кои што откриваат како Груевски го демантира Груевски. Сите 6 аудио снимки во продолжение се помеѓу Никола Груевски и неговиот извршител Милијан Екиевски. За истите парцели се снимките. Во нив Груевски лично, прецизно договара со Јанакиевски каде и колкава ќе биде парцелата на Водно на име на фирмата од Белизе, каде што управител е неговиот кум, за кој што бара да се прошири нагоре, се интересира за највисоката точка, сака никој да нема над него, бара пат што води до оваа парцела, тргува со плацеви, блиску до куќата на Тодоровик на Водно, како му е важно и се да се среди до април и така натаму. Еве слушнете ги снимките за имотот на Груевски. Слушај се. Да. Што направи ова за кај ВТ, знаеш ова што зборуваме, што требаше да бараш ново? Имам. Имам, утре можем да ви го презентирам. Над линијата или под линијата? Десно од него. Десно од него? Да, многу добра локација. А си ја видел на лице место? Да, бев. На ВФ или на надоле? Значи, на таа линија на десно, кај што е каналот.
Таму има еден канал, тука завршува каналот и после него нагоре. Кога ќе застанеш таму десно, така? Кога одиш на улицата нагоре, значи вртиш лево на кела, па од озгорова од десна страна. Утре некој поплане ако сака да помине. Чекај, се вака објасни ми сега. Кога ќе одиш по таа што се вози, така? Да. Главната. Добро. Нели за ваму се врти после по едно десно уличе, така? Малечко. Продолжуваш право, па лево. Каде право? По која продолжувам право? По големата? По големата главна машта. По големата продолжувам право, па лево. Има еден лак тука и вртиш лево и на ке горе, на ке ова претходно, така? Ова Да. не вртиш лево, туку има едно малецко десно уличе, десно, право продолжуваш уствари. Тука каналот завршува и таму над каналот има Над каналот. Да. Не го знам тој канал, ама добро. Бев таму на лице место, добро е. Аха. Не смета ништо. Колку е? Купно? Сега, таму се 10 предвидени, наводно 2-3 се државни, ќе имам утре точни податоци. И после можеме да го менеджираме како предходно. Само помали се, по 600, по 700 такви се. Аха. Ама тоа е тешко сега да се изведе во онаа смисла, знаеш. Да не се јави никој. А горе има горе, ама и утре исто така ќе имам повеќе податоци утре. Така утре или вторник може влада за време на владна пауза да ви презентирам се. Океј, у вторник за време на вода викнеме да искочиме. Ја ве приклуча негде ќе патувам, значи кога ќе влезам тогаш тој период, дај ми сигнал да ми кажеш. Важи готов, вторник се лјам. Ајде. Види, с обзир дека Гупов се наближува. Добро? Ако не најдеме купец за ова, знаеш, горе кај ВТ, Добро? да го претвориме во онакво што ти кажав, знаеш. Да, ма така е Тоа направено. е одма го продав. Јам више заинтересиран. Така е направено. Општо ви кажав, општо е ставено таму. Направено е општо. Добро. Да ми кажав тој Од направено. еве овој се откажа, друг нема, а јас знам претходно дугачко не имаше. Да, ми кажав тој веќе е направено. Направено е веќе тоа. Значи. Да. Општо е ставено, па после со дук се уредува. Да. Добро. Океј, поздрав. Мола? Ао, што пеш ми? Добро, без прилеп нешто на кратко, приватно се враќам назад. По пилет? Да. Не, без прилеп се враќам, веќе сум дели. Така. Може да збориш или се уѓа? Да, може. Ова го гледам што си ми пратил стара и нова варијанта. Добро. Океј е сега. Патот гледам е пак тука некаде. Искоригиране максимум што можеше да види. Максимум, а? Да. Значи од таа цела површина 1000 би се зеле метри. Пише таму колку е вкупно, колку би се зеле. Зашто па треба да се поврзи со друга површина, значи максимум што можеше да се земе направен. Така. А разликата, ако видите едно исенчен простор има, тоа е разликата меѓу приватната собственост и максималната линија на ГУП-от. И тоа сега во катастар е пишува таму РМ и корисник има. А не може ли од озгора да иде патот кај што сега има уличка и некаде застанува таа до некаде? Не шакаш горе. Тоа е доле, тој е проектираниот. Мислам, да, доле, така му доаѓа. А од озгора има еден кој што сега постои и на едно место завршува. И треба по мене уште 50 метри за да се стигне до границата на оваа парцелата. Тој што е сега земјан, така? Тој што е сега земјан, да. Ова што ви Или ова е подобро новото? Ова што ви пишав е, значи, да се направи земјаниот, да се прошири, да биде 5 метри, плюс од двете страни као пешачки патеки, и плюс би се поврзал со таа со новата улица, што ги има во сегашниот предлог. Од сега сегашниот предлог се уште не е ставено во план и не може да се реализира. Значи, ме разбира, така? Значи, да. Тоа што би се правило сега би било до границата, и кога би се направил планот, он би се проширило и таа малку колку ќе биде, не знам, 3 метра максимум, може помалку.
На средина што поминав. Аха. Океј. Значи, сега ќе си иде на тој постоечкиот, кривината да се направи и да се пошири уште малку. Односно да подолг да стане, до границата на парцелата. Да, 5 метри би била. Значи, нормална улица, градска улица. Ќе се стигне ли да се прави до април? Значи ставено е во програма годишната, ставено е тоа. Сега треба да се даде налог за проект. Јас ќе зборам со овој да даде налог за проектирање. Проектирање толку треба, ти рамковни договори се. И потоа напоред да почне да се гради кога ќе има можност. Да му речем јас. Ја у понеделник, не сега, у понеделник ќе си идам сега. Роѓен ден мој па ме кани таму, па ќе си идам. Па спомнете. Мада можем и да му седам ја, вака не мора да се гледам. Да му речем Миле за тој што ќе ти ургира, види ако можеш. Така. За еден наш пријател. Така. Океј. А ти почесто јавуваме се и така. Кажи. Сад единствена дилема е тоа што е штрафираното дали да го ставиме или да не го стискаме воопшто. Штрафирано со ПО? Да. Тоа, што е тоа се? Чие е тоа? Тоа пише од држава. РМ, да, РМ корисничко право општина Центар. А у која смисла да го оставите? Во планот, во опфатот. Потоа би се правило до оформување. А во ГУП ли е тоа? Во ГУП е, да. Значи тоа штрафираното е... Ставете го. Ако може да се дооформи, ставете го. Може, добро. Тоа е височко, веројатно, така? Пошто Да. ти ми рече таму на границата е невисоко. Да, да. Колку е тоа по површина? Пишува таму, сега не знам точно колку е пишува. Пишува многу, не верувам да е толку. Најверојатно тоа е некој поширок. 35.000 пишува. Па да, у квадратни метри, да. Тоа... Па да, многу е тоа 35.000. Тоа да не оставаме. Не, ама не... Некој грешка е, тоа сакам ти кажам. Да проверам, сега немам предмет, да проверам ќе ви пишам за кратко, или како? Ова ми изгледа мал дел од тоа што е сега, сваќаш? Да. А одека на хартија изгледа како да е многу пати повеќе. На цртеж е мал дел од тоа што е сега, а на бројки неколку пати повеќе од тоа што е сега. Ме сваќаш? Затоа викам нешто... Назад има имотен лист, таму точно пише колку е. 3 листа има. Го гледам, ама пишува прво има неколку такви, 34.786, па има едно 3, па 234, па 205, па 365. И вкупно 35.593. Ма тоа се паде и капи. Ќе проверам колку... Не, тоа е метри квадратни. Ќе проверам колку точно ќе пише. Да, треба да се провери точно колку. Вака, од ова не е јасно. Добро, тоа се освен. У секој случај да го дооформиме. Така. И добро, знаете зашто е добро? Оти утре вини се може да се случи некој горе да гради. Вака нема бетон, не може никој да гради после горе. Па, тоа ми и мене. Тоа ми и мене. Океј. Ајде, чао. Чао. Ала, Милен. Да. А да се прашам, ова што е со повата линија и повите котки, значи тоа што е дочело за дооформување. Добро? Таа линија, кај што тоа завршува, тука завршува ГУПот? Да. Инаку е 2000. 2000. Така и мислев, да. Мола? Така и си помисли, викам. Вака по моја проценка така беше. У глава што ми се вртеше бројка. Да. Добро, значи тука е линијата на ГУПот и не може некој над него да прави, така? Да. Па тоа ми е битно. Иначе 100% ќе го купи некој. Да. 100%. Прашање е на време. Така. Таман ќе си дојде со 2000 евра, таман. Океј, значи дефинитивно тоа организирај го со кого треба се. Важи за тоа. И ќе ви дадам финален предлог. Да. Да не го заборавиш ова другото кај ВТ. Да, знам, окей. Оти ја на тоа се надам да затворам тука, знаеш. Да, знам. Сега се ми е виртуелно. И рачунам на тоа. Да, знам, окей. И ако тоа не биде ова... И едната и другата опција, знам, јасно. Ја мислам сега со ова нова варијанта што е со вако, знаеш, високото. Да. Може и повисока цена ќе му постигна. Океј. Значи, до 1 февруари треба да оди на јавна анкета, така се планува.
Океј. Јас Ја на тоа се на толку ќе го затворам, овде покривам огромен дел. Најголем дел покривам. јасно. Иначе тоа ако го забавиме, дук ќе го дадем понатаму. Океј, јасно. Ајде, чао. Да. Ево што ми текна. Сега, таа парцелата ќе се подигне нагоре, пошто со дооформувањето, Да. највисоката точка ќе биде на друго место, не на тоа. Истото си важи, да. На највисока точка да биде, да. Тоа масаќе, у суштина ќе фаќа и дел надвор од сегашната парцела, така? Па потоа има као мал пат, малку повисоко ќе биде тоа, да. Пак врз база на потоците од каташтар, знам, тоа ми текне мене. Да, ќе треба да се помести нагоре, вон сегашната линија на парцелата, или тука некаде, за да биде на највисоката точка. Така, знам. Тоа ми текна. Да, Пошто кога се доформи, највисоката нема да е кај што е сега. Така, да, ми текне мене тоа исто. Го имав тоа пред. Океј, ајде. Ке имам во среда и за едното и за другото ќе дам предлози како би изгледале. Важи, ајде. Ето, поздрав. Јавно да прашаме. Ако ово не е Груевски, кој е Груевски? Не. Ова е Никола Груевски, по чиј налог зеленило и рекреативни појаси на Скопјани на водно станале градежно земјиште. Од новиот детален урбанистички план што Груевски насила сака да важи, се гледа дека станува збор за план за објекти само на име на фирмата од Белизе, од 14.500 метри квадратни развиена површина, кои што по денешната пазарна цена на чинење на водно ќе тежат повеќе од 17 милиони евра. За нечестниот Груевски, еве уште еден пример. Се сеќавате на одговорот на Груевски за злосторството што го направил врз милионската инвестиција капиталниот објект Космос за одмазнички цели? Еве ја неговата изјава, таа е снимка на Груевски после нашето обелоденување на разговорите за Космос. За вчера во снимките што ги објави тврди дека се договарате со министерот Јанакиевски, дека вашиот глас се слуша како договарате уривање на објектот Космос. Вие како што се сеќавате, уште во времето кога тоа што се случуваше, беше сосема јасно и самиот Фијат Цановски во една изјава, ако добро се сеќавам, самиот си кажа дека свесен е дека има недостаток, односно дека има незаконски работи во градбата на тој објект, така што станува збор за чиста законска постапка. Чиста законска постапка од страна на Министерството за транспорт и на државните институции. За Една народна поговорка вели, кој лаже, тој и краде. Но за крадењето во друга прилика ќе зборуваме. Слушнете сега нови два разговори, со кои што Груевски го демантира Груевски, овој пат за Космос. Во овие разговори, Груевски му признава на Јанакиевски дека го лажел Фијат Цановски, дека му нашле грешка во градбата. А Милија Јанакиевски уште предлага да му најдат маана, за целиот товар да падне на грбот на Фијат Цановски, против кого е насочен одмазничкиот чин. Сето ова е со цел да се спаселе од одговорност градоначалниците на Газибаба и на Скопје, Тони Трајковски и Коце Трајановски, бидејќи тие му дале одобрение за градба на Цановски согласно закон, да го гради објектот, што сега му го рушат Никола Груевски и Миле Јанакиевски. Слушнете ги внимателно овие две снимки. Не, Може. што пеш? Комисија во сте. Кај си ти, у кој дел на зградата? Добро, влада, баш глава Кештани. Добра. Да. Беше овој сега? Добро. Бај ги исплаше. Бај, значи не сум го видел ваков до сега никад. Овој, добро. Фијат. Да, ми текна. Госте си испука, се документи ми извади, дека се управо. Да не знаеш, вика, зошто вака е. Пред месец дена ти си подпишал нешто, па некоја поправка требало. Па сега за поправката чекаме месец дена. Не знам, викам, не сум во тек целосно. Ќе провериме, сигурно викам има нешто. Ама нема, ја праша таму вработените,
И отприлика од околу му кажав културно што се забелешките за него, дека го нема жив таму да се појави. И викам, знаеш, другото, викам, се не ти зборам, што овака се збори. Ама викам, тоа не значи дека човеков ради тоа, викам, не ти дал, него сигурно има, викам, некоја техничка проблем, викам, некој не. И почна се правда за тие две работи. И на крај му реков, ај, викам, ќе поразговарам со Миле да видам што се проблемите, па ќе ти јавам вечер. Молим те вечер да ми јавиш, утре ми е Рамазан, мирно да спијам вечер. Не можам више да спијам. Ми се виде стварно многу исплашен. Дури жал ме фати во еден момент, да ти кажам. Ваква не? Вака го немам видено никогаш да се, а и ретко кој вака исплашен ми дошол. Молим те, што сакаш да правам тоа, ако сакаш велија да го довлечкам, дај да ги организирам сведба, јас стварно немам со него. Ни бизнис, ни сакам да имам бизнис. Децата ни се сега заедно, утре може нема да бијат, ностоп се караат. Молим те. Да не го смета како услуга. Да не го смета како услуга. Ке не го смета како услуга, да. Сега ти треба да смислиш причина зашто си го држал. Нешто да му помањам, не мора у детали да му кажам. До вечер, ја му реков вечер ќе ти се јавам. Не, одма ќе ви кажам, значи, демек сгрешиле службите, правеле анекс, јас сум го пуштил во катастар да го проверат до крај. И катастар демек утре ќе ми одговори. Така сум ви рекол. Сгрешите службите и си го прати у катастар. Види. Да, значи официјално нема ништо. Не, ама добро, си го прати ти у катастар, така? Неофицијално катастар да оправя, зашто сум биле чудни онакво и сум чекал од катастар. Од катастар си чекал. Добро. Да, неофицијално. Да. Неофицијално си го прати, аха. Да. Добро, тоа е добар изговор. Океј. Зашто ги сгрешиле квадратурите, сум сакал да ги проверам квадратурите, така натаму и така. Он сакаше сега сведба да прави со Велија. Ја му рекол ќе размислам за тоа. Мислам дека сега Велија реда ради сака да направи сведба. И некам да ми рачуна дека заради Велија се завршила работата. Дека си го рачуна од нас е завршено. Добро излезе вака. Добро излезе, значи не да е посран. Му тече низ панталони. Добро е што знај дека не сме се зафрка. Не сме и не може класирање да не решета, знаеш. Овие кои ги ебе, ама ја ќе си најдам поединци и на ваков или онаков начин ќе си ја завршам работа, да види дека сме компактна целина. Така да. И дека кога ќе ја напане целината, поединците знаат да се повлечат 2 чекора назад и да му речат стоп. А ништо не му вараме. Да. Ништо не му вараме. Само за ова за парламент ми се правдаше, молим те да не доаѓа. Молим те, не можам да издржам тоа. Молим те у бизнис сум, не знам главата кај ми е. Следните избори нема. Ако сакаш следните избори да ти подпишам кој сакаш, нема да се кандидирам. На друг ја дам партијата кој сакаш да кандидирам. Да, ако треба да подпишам нега. Ама моите се озбиле. Секако да име се понатам, да... Ја вечер ќе му сеавам, малку нека размишља до вечер. И тоа ќе му сеавам покасно. Нека 11:30 ќе му сеавам. И ќе речам зборя со Миле, комплицирана е ситуацијата. Се уште нема одговор од таму. Прати го катастар, неформално, ама не му дават нешто одговор. Звртив и таму ќе речам, таму нешто сакат по архиви да најдат нешто она, ама ќе го убрзаме, Миле ќе ризикува, ќе ти го потпише у понеделник. У среда, до крајот на денот у среда. Добро. А у среда ти при крај на денот ќе му го потпишеш, пошто се вајде гласањето. Да не случајно го фати стомак. Готово. Ако те бара денес, не му се јавој се да бидеш константно. Готово. А после кога ќе потпишеш, јај му се речи не, речи тоа без везе си се љутил ти. Си чекав јас речи потврда, ама запна премиерот речи и да ти учиниме, ризикував малце. Тоа го направам дека и ти си сега у ризик. Така, окей, готово. Без одговорот од оваму идеш, ризикуваш. Добро, окей. Ајде.
Миле, што правиш? Добар, ке вас, на кастор. Така, сега беше Фиат. Добре. Му кажа дека детално сме го разгледале неговиот предмет. И дека ќе бараме начини да му помогнеме. Те спомнав и тебе дека сме разговарале, дека и ти бараш начини да му се помогне. Му кажа дека има грешки и не е случајно така постапено. И добро, вика, признавам, има, ама не се намерни, не знам што она, така да малце порадо сем го пуштив. И сега он вика, ако сака да ми помогнете, треба Миле, вика, да ми одговори на жалбата, да ја врати кај овој, вика, и да се реши. Така ли е? Не, има по-едноставен начин има. Знаеш што вака постапи? Не знам дали сум ти кажал. Ќе го тужи Коци и овој и Тони. На тоа ќе се сведи, ќе им земе оштета и ќе ги брка лично. А да тераме ли да му најдеме негова мана? Како? Негова мана да му најдеме. Негова, ако имаме да му најдеме, добро е да имаме, па да видиме понатаму како ќе оди. Добро. Значи ти размисли како да го решиш, ама на начин Знам. да може и пак како треба. Ама не да не биде вака по вина на Тони и на Коце. Оти ова испаѓа по вина на Тони и Коце. Он ќе си ги земе парите назад на суд со камата. Тони и Коце ќе го јадат и со кривични и со можда и со пари, не знам. Они се вознемирени до даска. Нон-стоп ми пуштаат пораки и 20-та. Претпоставам и тебе. И не е решение. Океј. Ќе го средам само на тој начин што ќе му речем да се повлече тој жалбата, а Тони ќе го затвори таму. Мислам, не имавме со Тони 2-3 пати стане, така да го знамо детали предмет. И размисли ако пак да треба како. Да, и тоа прво ќе си го презбедам, океј? Да. Океј. Океј, ајде. Груевски е фатен во стапица. Тој безочно лаже. Човекот има проблеми. Образот му станал ѓон. Но како и секој ѓон, така и неговиот има свој рок на траење. А штом во ѓонот ќе влезе шилото, како сега, шилото на вистината, тој станува неупотреблив. Почитувани граѓани, ето ова е честноста на Груевски и ова се неговите квази заложби за преродба на државата. Ниту честност, ниту преродба, ниту посветеност за доброто на граѓаните. Со години ја лажел цела Македонија. Бил алчен и уништувал човечки судбини. Готово е, Никола Груевски. Немој повеќе да ја измачуваш Македонија. Дај си оставка и остави ги соработниците да го направат истото. Ке следуваат докази за уште многу незаконски и криминални работи. Крај нема на нечестните и валкани игри. Досегашните телефонски разговори и оние што ќе следуваат во наредниот период се дебела причина не само за поднесување оставки, туку и за заменување на Груевски и групата околу него од политичката сцена во Македонија. Почитувани, испишани се најгрдите страници од поновата историја на Македонија. Нема да дозволиме да продолжат да се допишуваат исти грди страници. Да не дозволиме ова никогаш повеќе да се повтори. Продолжуваме ние понатаму. Повелете прашања за новинарите. Ваш коментар за ако во Грција е покрената истрага? Добро, овој предмет Социјалдемократскиот сојуз го отвори во јавноста. До ден денеска нема одговор од јавното обвинителство. Еве имавме прилика преку еден медиум со национална концесија да слушнеме што се случува околу овој предмет. Едно јасно, ова е само еден дел од криминалите на Никола Груевски и неговата злосторничка дружина. Околу него претпоставувате дека на толку докази во наше раце, имаме докази и ова да го разобличиме до крај. Се надевам дека јавното обвинителство толку долго молчи, ќе го преземе чекорот пред да ги објавиме доказите, кои што конечно ќе потврдат и инволвираност на јавното обвинителство ако не постапи по предметот. Се надеваме и јас, опозицијата, но и граѓаните, дека ќе го обелоденат криминалот направен со актор
токму тие што ја водат истрагата, јавното обвинителство на Република Македонија. Повелете други прашања? Повелете. Во ваква ситуација, која опција е прифатлива за опозицијата да се врати во собранието? Прва опција да се постави интерпелација на влада на дневен ред во собранието. Близко. Значи, првата опција е да се врати опозицијата во собранието. Доколку се постави интерпелација на цела влада, вклучително и премиерот, на дневен ред во собранието, и втората опција да се разреши сегашниот државен обвинител и опозицијата да даде свој кандидат кој што ќе биде усвоен. Која од овие две опции е прифатлива за опозицијата? Нито една од двете опции не е прифатлива. Повелете други прашања? Господине Заев, слушнавме, значи, и денеска дека од овие 13 бомби само 20 или тројца актери од албанските партии се вклучени во овие бомби, а нема ништо конкретно посериозно, како што слушаме и за актерите од власта. Дали мислите навргу на вистина да се дават конкретни факти, ако имате во случај и за албанските актери, што некако сепак постои во јавноста тоа дека ги штитите, и денеска, но и во Конгресот на Зијаджин Села, но и денеска Движењето Седа даваше примероци, нели, како може ова да се излезе од оваа ситуација, нели, странски амбасадори да се собираат во Македонија и да формираат влада, мислам, природна влада, и да конкретно, нели, кои точки треба да се спроведат да се помине од кризата. Како го коментирате? Ќе видам краток поснов на првиот дел од прашањето. Неколку пати повторивме. Се што постои кај нас, а покажува криминал, незаконско действие или неетичко однесување на штета на државата, ќе го обелодениме. Сигурно гледате дека го водиме внимателно целиот овој процес, не од причина дали некој тоа ќе го надразниме, нешто лошо ќе реагира или слично. Вистината нема цена. Проблемот е подготовка на народот за се што следува. Заради тоа, согласно нашите планови и сценарија, се ќе дојде на свое место и ќе биде обелоденето за граѓаните. При тоа реков, во некој од предметите кои што ги обелодениме, одредени групи, граѓански, политички, имаат различни очекувања од тоа што е вистината. Но вистината ние ќе обелодениме вака автентично, со разговори од почеток до крај за било што. Без разлика дали се работи за случаеви кои што тангираат албански политичари, македонски политичари, нешто е поврзано со албанците, со македонците, турците, ромите, власите, без разлика за кој. Во вториот дел, ние сме само еден дел од нашето население, преточено во опозиција која што ја води оваа борба и битка за враќање на слободата и демократијата. Се е добре дојдено да ни се приклучи, ако верува. И сега е моментот да се приклучи. Кога ќе биде јасно те заминува Груевски, после борци ќе се јават многу. Добре дојдене секој, и политичари, и граѓани, и издруженија на граѓани. Да се приклучи. Гледате дека го водиме целото ова на внимателен начин. Нашата цел е Македонија да излезе победник од оваа работа. Да не се повтори ова што досега се случувало во државата, но да биде и ветар во грб. Идните политичари на крај памет да не им дојде, да помислат вакви работи, не само за прислушкувањето, туку за овие суштините на овие разговори, криминалните и незаконските действија што ги покажуваат на јавноста, да ги повторат идни донесувачи на одлуки во Република Македонија, но истовремено да даде шанса за добра иднина на сите граѓани подеднакво во оваа наша мала, но многу перспективна земја. Повелете други прашања? Господин Заев, и вие велите нема да дозволиме дестабилизација, и Груевски вели нема да дозволи дестабилизација. Што значи тоа? Можеме да бидеме сигурни дека нема да има никаква дестабилизација? Тоа најверојатно значи тоа. Се надевам дека сите политички чинители, ниту Заев и опозицијата, ниту власта се конечни во намерата да не дозволиме дестабилизација. Груевски со овие закани кои што ги наметнува, она што го прави во моментот за да ја спаси својата собствена кожа, ја испраќа пораката на дестабилизација. Свесен или не ве јавноста нека не коментира. Ние се бориме со зборот и со овие докази.
Тој се бори со сите институции и инструменти што му стојат на располагање и се заканува кон семејства кои што не се од политичката врхушка на опозицијата. Директно закани испраќа. Една работа. И да сака Груевски, макар подсвесно дестабилизација, повеќе тоа нема да му успее. Заради тоа што, како никогаш порано, етничките заедници се здружени во единствената цел да ја вратиме слободата и демократијата. Второ, не зависи повеќе ништо само и единствено од Груевски во ова наша земја. Но секако не постои цена, секако за слободата и демократијата и нивното враќање, така и за стабилноста на нашата земја. Мораме да бидеме сите внимателни на нивото на кое што сме и граѓаните го очекуваат од сите нас, без разлика дали сме политичари, новинари, здруженија на граѓани водиме или сме обични граѓани. Повелете други прашања? Ви благодарам на сите за присуството.